Трибина на тема зелени работни места денеска во организација на Сдруженијето на граѓани За нас се работи се одржа во Битола. Предавачите зборуваа за тоа што досега е направено со цел поттикнување на отворање на работни места кои ќе придонесат кон заштита на животната средина. Владата на Република Македонија ги донесе првите стратешки документи и законска регулатива во таа насока. Тука доста помага и НВО секторот со организирани јавни трибини како што ова денеска, со разни направени анализи, студии, исто така со разни промотивни кампањи, но се веројатно застанува тука, на хартија е се спремно, само останува да се реализират конкретни чекори. Зелени работни места можат да се отворат во голем број на сектори, но најголемиот ефект би се почувствувал во енергетиката. Тоа што треба дополнително да се направи е преку финансиска поддршка од страна на владата да се стимулира отворањето на овој вид на работни места. Секоја професионална активност која допринесува за заштита на животната средина и допринесува во борбата против климатските промени е зелено работно место. Постојат многу сектори каде што може да се препознаат ваки зелени работни места, од енергетика, од градежништво, во земјоделие. Како што истакна професор Недановски, како еден од предавачите на денешната трибина, приватниот сектор е еден од клучните играчи во процесот на отворање на нови зелени работни места. Приватниот сектор е по дефиниција заинтересиран да отвори работни места секогаш во сите области таму каде што може да остави профит. Последните истражувања кои што се вршат кажуваат дека зелените работни места може да бидат и текако профитабилни и да бидат во согласност со логиката на профитот. Впрочем, за тоа потврда е фактот што голем број од оние ново компонирани, да кажеме, зелени работни места, кои што се појавуваат се повеќе и повеќе, како што се монтажери на разни соларни системи, соларни панели или зелени работни места во градежништвото кои што се поврзани со повисокото ниво на енергетска ефикасност, се повеќе се барања на запад. Придобивките од отворањето на зелени работни места се големи, како во делот на зачувување на животната средина, така и во подобрувањето на економската состојба во државата, преку намалувањето на невработеноста.